Помина речиси 17 години, кога заедно со еден од најпознатите, не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, и во современава наша насущна денешница, фотограф, камерман, а воедно и еден од основачите на првиот портал за документарни репортажи во Република Македонија и продукцијата Мариово филм, и дел од менаџерскиот тим на првата приватна телевизија, телевизија А1, Лука Суша, ја посетивме Охридската регија, поточно речено селото Лапила, каде што не пречекаа мештаните и ни раскажа многу приказни за историското битисување на ова село, за домаќилакот на мештаните, за некогашното полно средсело со народ во селото и за се она што е знаено и незнаено за ова населено место, а сето тоа го преточивме во аудио-визуелен запис за утринската програма Рано ден, која се емитуваше секој работен ден во А1 телевизија. Помина речиси неполна година од нашата средба со Васко Марковски на манастирската слава Света Петка во селото Оровник и за ова село да направам документарна репортажа, кога во неврзан разговор ме покани да направам репортажа и за неговото родно село Сирула, кога на сам ден на празникот Свети Атанасије, каде што бев дојден во велешкото село Долно Чичево и за него да направам репортажа, ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Васко Марковски, кој ми велеше: "Почитуван господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Васко Марковски од селото Сирула, човекот со кого се запозна во селото Оровник", ми рече. "Се сеќавам, мощно добро се сеќавам, како не се сеќавам", му одговорив. Од името на местната заедница и од црковниот одбор на црквата Свети Никола, те покануваме да ни дојдиш на гости на нашата црковна слава, која секоја година во црковниот двор ние си се собираме, ем за славата, ем и за селово мое да направиш едно убаво слико, сето село ќе биде збрано онака како што ти умееш да го насликаш. Ве очекуваме да ни го потврдите вашето доаѓање, ми рече. Не пооди долго време, поточно речено неколку дена пред празникот Свети Никола, го зедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број од Васко Марковски, зазвонив. Не пооде долго време, воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав. "Добар ден, Васко Марковски од село Сирула ми треба, новинарот Зоран го бара", проговори преку апаратот. "Добар ден, овдека Васко Марковски од село Сирула. Зоране, ти ли си?" Го слушнав гласот на Васко Марковски од другата страна на телефонската линија. "Јас сум", му одговорив. "Како си ми, Зоране?" ме праша. "Добар сум", му реков. "Ќе ме израдуваш или?" зачудено ме праша. "Кажи им на твоите соселани дека за Свети Никола ќе дојдам во Сирула", му порачав. Ќе им кажам, те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат." "Голем мерак ми направи, Зоране, мощно и голем мерак, ќе им кажам уште сега. И да си знаеш, многу народ ќе има. За овој ден дури и од Америка и Австралија сидат", со радост одговори Васко Марковски. Речено сторено што се вели, ден пред празникот посветен на Свети Никола за Охридското село Сирула, тргнав по пладнето со новиот воз кој многумина го нарекуваат кинезот Цетунг, по поранешниот кинески државник Мао Цетунг, кој од железничката станица во Скопје во правеч на Прилеп, според возниот ред, секоја приклученина поаѓа во 20 часов и 5 минути. Точно според возниот ред, во железничката станица Прилеп пристигна точно во 23 часот, каде што ме пречека Димче Ковилковски и Драгослав Миновски, каде што со возилото на Димче Ковиловски во раните утрински сати со неговото возило стасавме во селото Сирула, каде што во црковниот двор
не пречека Васко Марковски заедно со неколкуте мештани кои ги завршува предпразничните подготовки за празнувањето посветено на Свети Никола, чиј патрон го носи името Свети Никола. Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душава што станавме достојни на зборот, што си го дадовме и на зборот што им го дадовме на моите соселани, ми рече. Зоране, навистина се радувам што те гледам, ама и што со тебе, другаров, што саде вес ден го гледаме на телевизорон, во репортажине, мислејќи на еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дело-менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миновски. Зоране, ете сите ние, сето село тебе, ти стоиме на располагање за се што ти треба, затоа што ти, леба ми, не само што добро ги познаваш историски безбиднувања во овие краишта, туку и со своето знаење мощно добро го познаваш историско духовното битисување на овие краишта, гледајќи те по телевизије наши, ми вереам селаните од селото Сирула. Почитувани мои, откако така да речам си сторивме здравоживо со мештаните од селото Сирула, пред да кинисаме ни селото, моите домајчини ме замолија најсетне ние да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија за нивното село Сирула, копајќи низ македонскиве и балкански архиви, а сетне тие да ни ги раскажат многуте приказни за нивното родно село, што нив им ги пренесувале нивните дедовци и баби, кои ќе бидат дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Селото Сирула е денствен природен рај. Тоа е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на ова село му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, па се до ден денешен. Селото Сирула илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел на Византија, како дел на Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот Комитопула Никола, македонските комутопули Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владеењето на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини, царот Стефан Урош IV и Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1336 до 1355 година, каде што се споменува во Душановата повелба од 1342 и 1345 година за манастирот Света Богородица Перивлепта во Охрид, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој со Македонија владеел од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Културно наследство представува наследство на физички материјални артефакти, предмети направени од човечка рака, односно разни добра кои се наследени од претходните генерации или кои настануваат во сегашноста, а при тоа имаат специфична вредност за луѓето, и нематеријални атрибути на некоја група или општество, кои представуваат оставштина од претходните генерации и поради тоа се чуваат во денешницата
за да бидат зачувани во наследство за добробит на идните генерации. Значи, културно наследство се материјални и нематеријални добра, кои што, како израз или сведоштво на човечкото творештво во минатото и сегашноста, или како заеднички дела на човекот и природата, поради своите археолошки, етнолошки, историски, уметнички, архитектонски, урбанистички, амбиентални, технички, социолошки и други научни или културни вредности, својства, содржини или функции имаат културно и историско значење. Преку културното наследство се изразува и представува историскиот процес на формирање и живот на еден народ, бидејќи тоа е видлива и опиплива синтеза на елементите што го карактеризираат. Културното наследство влијае на идентитетот на одредена нација, на одредена населба, на одреден регион или држава. Она културно наследство, кое има посебна вредност за целокупното човештво, подлежи на режимот на строга заштита, односно станува објект на светско наследство. Физичкото, опипливото или материјалното наследство вклучува градежни и историски локалитети, споменици, артефакти и друго, кои имаат вредност да се зачувуваат за во иднина. Тука спаѓаат разни предмети значајни за археологија, архитектура, наука или технологија за специфичната култура уметност. По широка смисла на културното наследство, од нематеријалната сфера влегуваат и општествените вредности, како што се традицијата, обичаите, фолклорот, писмото, јазикот, естетското и духовното верување. Во делот на културно, односно духовно наследство, спаѓаат фолклорни добра, јазикот и топонимите. Фолклорни добра се обичаи, обреди, преданија, умотворби, носии, везови, народни песни, приказни, легенди, пословици, гатанки, танци, игри, стари и ретки занаети, традиционални вештини и други изрази од нематеријалното народно творештво. Општејувањето на селото Сирула е забележено и во отоманскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1436 година за време на владењето на отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Беглуш, со чии атар раководеле Амет Балабан бек и Сари Мула бек. Во пописниот Дефтер од 1446 година, направен 10 години после востанието на Ѓорѓија Кастриот. Исто така селото Сирула е забележено и во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот Дефтер од 1560 година, во пописниот Дефтер од 1562 година, каде што дел од атарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а престанатиот дел од атарот на вакуфот на Устреф-ага и на вакуфот на Демо-ага. Селото е забележено и во отоманските пописни дефтери од 1565 година, во отоманскиот дефтер од 1570 година, а во пописниот дефтер од 1582 година е забележено дека селото бројало 40 домаќинства, а припаѓало на Охридската каза и имало статус на дервенџичко село, каде што за безбедноста на патот кон Демикисар постојала стража на местностите Висока Чука и на Страините. Според отоманскиот попис од 1867 година, селото бројало 44 лисјански домаќинства. Пред крајот на турското владење, собственици на чифлиците во селото Сирула биле Хаджи Шукри бек, Адил бек, Исмаил Каза Сага, Аджи Абдула бек и Аджи Рауф бек. Според податоците од 1873 година, селото имало 60 домаќинства и 166 жители, од кои 146 православни македонци и 20 македонци со мухамеданска вероисповест. Кон крајот на отоманското владење во селото Сирула постоеле 4 чифлизи
чии чифлик сајби биле Мали бег, Шали ага, Рифат ефенди, а името на четвртиот чифлик сајбија не му е познато, каде што своји живеалишта имале изградено покрај постојите селани и чифчиите кои работеле на чифлиците на претходно споменатите бегови. Дека ова село новие простори обстои во многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Во книгата Етнографија на вилаетите Андријанопол, Монастир и Салоника се вели дека во 1879 година селото имало 40 домаќинства и 125 жители. Според податоците на Васил Крнчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, е забележано дека селото броело 440 жители. Истиот податок е забележан и во историографскиот запис на езархискиот секретар Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, каде што селото броело 440 жители. Дека селото Сирула на овие простори обстои во многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, Охридската Струшка област, издадена во Белград во 1992 година, за селото го забележал следното. Ова село се наоѓа во Охридското поле, во северниот дел на територијата на општина Охрид. Селото е планинско на надморска височина од околу 1000 метри. Од самиот град Охрид е оддалечено 18 километри. Сирула е планинско село во околината на градот Охрид, на самата граница со соседната област Дебарца. Селото е озбиен тип и не се дели на маала. Мештаните со вода за пиење се снабдуваат од изворите Зенгова чешма, Благунец и Света Петка. Старото село се наоѓало кај изворот Зенгова чешма. На старото село се наоѓа местноста Кутел. Во околината на селото некогаш постоеле два манастира. Едниот на границата со атарот на селото Вапила во местноста Манастириште. Тој бил познат манастир и имал над 6000 грла кози и повеќе монаси. Вториот манастир бил во местноста Света Петка, кој подоцна бил пренесен во селото Велгошти. Местностите во атарот ги носат следните имиња: Ливајđе, Света Петка, Мартиној Ливајđе, Езерец, Митра Арен, Блажо Нивче, Широка Арен, Топли Дол, Сирулска река, Благуње, Велкошка чешма, Манко село, Длаги рид, Турски рид, Кутел и многу други викани места кои се распостилаат под планинскиот гребен во атарот на селото Сирула. Јован Трифуновски во својот научен труд Охридската Струшка област за семејните лози во Сирула го запишал следното. Семејните родови на Јанчевци, Марковци, Таневци, Нечковци, Сабрчковци, Бандевци, Младеновци, Гргушовци, Јонгоновци и Ивановци водат потекло од некогашното село Старо село. Семејниот род на Стојановци во Сирула се доселил во почетокот на 19 век од селото Речица. Бачковци доселени се во средината на 19 век од селото Велмеј.
семејниот род на Марковци во Сирула се доселил во 1878 година, додека пак семејните родови на Трпчевци, Крстановци и Гиновци иселени се во селото Ливоишта. Дел од семејниот род на Нечковци се иселил во селото Горно Лакочареј, семејниот род на Сируловци иселен е во селото Долно Лакочареј, Крстановци во Мислешево, Василевци, Наневци и Гроздановци во Охрид. По Втората светска војна од Сирула во селата Велгошки и Лесковец се иселиле 15 семејни родови, а во Охридско 100 семејни родови. Јован Трифоновски во својот научен труд Охридската Слушка област за Сирула го забележал и овој податок. Во подалечното минато, мештаните од селото Сирула учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење, како што е востанието на Ѓорѓиум Кастриот. Исто така во периодот под Османлиското робство од страна на сирулци се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор. Ваквите настани влијаеле да се разбуди и разгори националната свест кај населението која со години била потискана во оваа регија. Мештаните од селото Сирула учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за формирање на самостојна македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во времето на Балканските и Првата светска војна, сирулци, како и безброј други македонци, ги оставиле своите животи на туѓите боишта, бранејќи ги туѓите интереси. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерал жителите од ова село без размислување да се вклучат и во новите прогресивни движења, надевајќи се на подобар живот. Сирулци активно се вклучиле и во антифашистичкото движење. Да се стори небе. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Сирула на празникот Свети Никола Летен, чие име го носи Селската црква Свети Никола ова 2023 во Господово лето. Почитувани мои, како мештаните од селото Сирула си ја празнуваа нивната летна слава Свети Никола Летен во селото Сирула ова 2023 во Господово лето, ќе ви пренесам во продолжение на оваа репортажа. Јован Трифуновски во својот научен труд Охридската Слушка област за селото Сирула го запишал и ова. Втората половина на 18 век за Сирула е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето на арнаутскиот башибозвик кој брои околу 200 рами и селеџи, уништен од отоманскиот падишак. Меѓу првите знаци на обнова на селото е изградбата на претходно разорнатата селска црква Свети Никола. Може ли да се присетите на вашата младост, детство, кога овдека народот на сред село ќе се собереа за Божик, за Великден, за Свети Никола, за Илинден и за сите наши празници православни македонски? Можам да се присетам како дете, сите ги памтам сите тие празници. Ви кажувам дека имаше по неколку ора, посебно на Великден, на денешниот ден Свети Никола, по црквата, поготоа што црквата наша поноси името Свети Никола. На овој ден се собираат сите луѓе, се собирале и тогаш, се собираат и сите кои можат во тој ден да се најдат во Охрид. Доаѓаат и од диаспората, посебно за овој ден, така да овој ден ни остана длабоко во нашите срца и се собираме и го прославуваме. 1999 година гледавме една емисија на телевизија Морис и уредникот на телевизија Морис, снимајќи ја состојбата на селото Сирула, на крајот даде еден заклучок дека едно
едно село помалу во Македонија. Сакаше да каже дека ова село е мртво и веќе нема да постои на картата на Македонија. Тоа некако не погоди и 2000 година решивме да формираме еден црковен одбор и со цел да го вратиме животот во село. Прво што направивме како одбор, црквата ја изградивме, така речи, нова, од темели. Ги задржавме зидовите и една фреска која можеше да се задржи, друго беше све распаднато и денес црквата е преубава. Потоа, така размислувајќи тогаш што овај прво ќе ни овозможи, што ќе ги донесе луѓето да се вратат во селово, заклучиме дека тоа ќе биде пред се црквата. Од тој ден, од тој момент, да речам, животот во селото почна да се враќа. За 8 месеци ние направивме црквата комплетно нова и ја преосветивме. Беше митрополитот Тимотеј, тој ја освети. На тој ден на осветувањето на црквата овдека имаше преку 1000 луѓе. Никогаш во историјата немало толку луѓе. Продолживме понатака дека ќе имаме потреба од трпезарија. Размислувавме што да правиме, кај да правиме нова трпезарија. Еден од постарите наши жители, случајно татко му нивни, рече: абе деца, видете го школото, ова ни беше школа, видете во школото, да не правите нов објект, видете таму дали може да се нешто направи. Дојдовме со мајсторите, а школото беше растурено. Тука тогаш во тие времиња овци натре се чуваа. И во разговор со мајсторите рече: можеме да го направиме преубав објект. И така решивме трпезаријата да ја направиме во школото и денеска можам да кажам дека школото представува еден мотел. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, благослови. Христос, вистинскиот Бог наш, по молитвите на Неговата пречиста и непорочна мајка, на светите славни и всеквални апостоли, преку силата и застапничеството на честниот и животворен крст, по молитвите на светиот Николај, архиепископ Нерликински чудотворец, по молитвите на светите македонски и словенски светители и просветители Кирил и Методи и нивните свети ученици Климент и Наум, охридските чудотворци Сава, Гораст и Ангеларија, светите великомаченици Георгија Победоносец и Димитрија Мироточеви, светиот маченик Ѓорѓи Кратовски, преподобник и богоносниоци наши Гаврила Лесновски, Прохор Пчински, Јован Рилски, Јоаким Особовски, Нектарија Гатангел Зидовски, светиот Разум, охридскиот чудотворец. По молитвите на светиот маченик Талалеј, чиј спомен денес му го славиме, на светите праведни богоци Јоаким и Јана и по молитвите на сите свети, да не помилува и да не спаси како добар и човеколюбец. Амин. По молитвите на светите отци наши, Господи, Исусе Христе Боже наш, смилувај се на нас. Амин. Нека биде така. Амин, благочестиви христијани. Нека светите празнични утрински молитви, отслужени во овој свет храм, ни бидат за телесно здравје и за духовно спасение за многу години, да ни биде денешниот ден. А сега традиционално ќе излеземе надвор да се крсти вода и да се пререже славскиот колач, па после според обичајот како што се прави во ова место. Бог да не благослови сега и секогаш и во сите векови. Амин. Направи
Zaполните страдалците за оние кои се во робство или во затвори и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Во она време се искачи Исус во Ерусалим, а во Ерусалим при овчата порта имаше бања, по еврејски наречена Витезда, со 5 тремови. Во нив лежеа мнозина болни, слепи, хроми, суви, кои очекуваа да се разближи водата, зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата. И кој прв ќе влезеше по раздвижувањето на водата, оздравуваше од каква и да било болест да боледуваше. Слава ти, Господи, слава ти! Во мир да се помолиме на Господа, Господи, помилуј. За овој свет храм и за сите што влегуваат во него со вера и набожност, да се помолиме на Господа, Господи, помилуј. За да се освети оваа вода со силата и дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, Господи, помилуј. За да слезе над оваа вода очистителното дејство на предвечната Божествена Тројца, да се помолиме на Господа, Господи, помилуј. За да биде оваа вода целителна за душите и телата и изгонителна на секакви спротивни сили, да се помолиме на Господа, Господи, помилуј. За да го испрати Господ Бог благословението Јорданово и да ја освети оваа вода, да се помолиме на Господа, Господи, помилуј. Зашто Ти си изворот на исцеленијата, Христе Боже наш, и ние Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот, благиот и животворен Твој Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи всем православним христијаном нашим, насо противнија дарујај и Твоје сохрањајај крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи всем православним христијаном нашим, насо противнија дарујај и Твоје сохрањајај крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи всем православним христијаном нашим, насо противнија дарујај и Твоје сохрањајај крестом Твоим жителством. Мученик Твој, Господи, Талалеј, во страданик свој венец пријашане тленија од Тебе, Бога нашего, и муште во крепост Твоју мучителен изложи, сокруши и демонов немошнија дрзости, того молитвами спаси души нашја. Господи, кој се си направил со својот збор и си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за наслада и храна наша, кој трите момчиња и Данила, кога биле во Вавилон, хранејќи ги со семиња, си ги покажал посветли од оние што биле во слаз хранети. Ти самиот се, благ цару, благослови ги овие семиња со различните плодови и освети ги оние што ќе јадат од нив, зашто во Твоја слава и чест на светиот маченик Талалеј и за спомен на оние што починале, во благочестива вера, ова се принесе од Твоите чеда. Затоа, добар Боже, на овие што ова го украсиле и извршуваат спомен, подари им се што просат за спасение и за наслада на Твоите вечни блага. По молитвите на пречистата владичица наша Богородица и секојаш Дева Марија и светиот маченик Талалеј, чиј спомен го празнуваме,
и на сите Твои свети, зашто Ти си кој што благословуваш и осветуваш се, Боже наш, и ние Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот, благиот и животворен Твој Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи, Исусе Христе Боже наш, благослови го лебот и виното, умножи го во овој свет, храм и во сиот Твој свет, зашто си свет Боже наш. И ние Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот, Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Во слава и чест на светиот маченик Талалеј се принесува ова бескрвна жртва во наднебесниот Твој духовен и мислен жртвеник, во името на Отецот, Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Помилуј не Боже, според Твојата голема милост, Ти се молиме, послушај и помилуј. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение и напредок на сите кои што доаѓаат во ова свето место и во овој свет храм, за здравје и за спасение, зашто Ти си изворот на исцеленијата, Христе Боже наш, и ние Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот, благиот и животворен Твој Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Свјати мученици, же добре страдалчество ваше и венчавши сја, молите сјако Господу, помиловати сја душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвало, мучеников радованија, и же проповед Троица единосушная. Исаија ликуј дјева име во чревје, и роди сина Емануила, Бога же и человека, восток имја ему, его же величајуште дјево, ублажајем. Бакни си Христос посреде нас и да биде, Христос посреде нас и да биде. По молитвите на светите Отци наши, Господи, Исусе Христе Боже наш, смилувај се на нас. Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, благочестиви христијани, да му благодариме на нашиот Создател Господ Бог, што еве денес, на овој свет ден, посветен на светиот великомаченик Талалеј, да дојдеме во ова свето место. Основните работи за верава православна треба во својот живот, што ни е даруван од Бога, да се потрудиме барем малце од малце да живееме православен живот. А тоа е постот и молитвата се две крила што водат кон Бога. И секој пат молитвата светите Отци ја ставале дури на прво место. Што значи, денес во активните православни храмови насекаде ширум светот, во неделите и празниците се извршуваат свети божествени литургии, кои што тоа е влез за во Царството Небесно. Блазе на оние кои што се постојани во неделите и на празниците, секоја недела на светите божествени литургии. Нема поголема инвестиција за душата која што живее вечно, токму од присуството на светата литургија и се разбира во одреден период причестување со светото тело и крв на Господа Исуса Христа. Амин. За многу години до година по многу бројни да не имат овде со и многу дечиња. Сега по редот на нештата го лицитираме бајракот и јас почетна цена за бајракот давам 6.000 дела.
ostanke do nebesi, Gospodi pomiluj. Čenčinjata dostrejite, Gospodi pomiluj. Jačenjata Dajde Gospod sitna rosa, Gospodi pomiluj. Da se rodi velike, Gospodi pomiluj. Sitna rosa, dar velike, Gospodi pomiluj. Da se stori velike, to Gospodi pomiluj. se pomolíme na Gospoda. Zašto si svet Bože náš i na Tebe slava Ti voznesuvame, na Otca i Sina i Svetio Duh, сега и секога. I vo večni Ова се вика после вртење со крстите околу црква или по нивјето порано како што биле по бериќето да се донеси, се иде тука, се вртит околу црквата по третпат, овдека се одбележи крст, кој го означи тој крст заштита на селово и на црквата како од лошо и како, мислам така да го кажам. Овде се стават босилче внатре, се стават темјанче, се турат вино и ова се затворат со друго дрво. А пред тоа со сврдел тоа се буши, Со така? сврдел се буши, да. Сега ќе го видиме тоа, се буши со сврдел, па се става босилчето, лепчето, виното на фората и се затвора со... Ти се радува ли душата што ете ова млада генерација ќе го наследи овој обичај, ова македонска традиција? Да се надеваме дека ќе продолжите, не смеме да го запоставиме. Мислам дека треба да, како ние што го наследивме, тие да го продолжиме. Твоето име и презиме? Размовски луѓе. Од каде си родом? Јас сум од село Сирила, ако погледнете лево, мојата куќа е тука. Од која Калабрија си? Размовски. Ево, прашај нешто од младиве да кажат нешто, дека се интересира да направат опули се маливаро. Твоето име? Георгија Презиме? Трифуновски. Што години имаш? 14. Еве, од кое место си? Од Сирува по потекло? Од која фамилија? Од Трифуновци. Така. Стариот адет, овој го продолжуваш, ти се радува душата? Да. Ајде, продолжи. Маскулите. Извај надвор. Со вртење. Ајде. Нека запее. Ајде, нешто. Ајде. Значи ставивме темјанче, госилче, лепче, и винце. После сето тоа затворено. Со скапа. Ќе го биде, ќе ради. Оди доте што. Панагијата е клаена. Што значи со ова церемонија е завршена. За година.
сите да поможат долги години да се слави. За многу години. Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Може би македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција. Значи старите слави, прослави и така натаму. Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани, светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Што имала късмет, стамена, мајка и болна, легнала. Што имала късмет, стамена, мајка и болна, легнала. Побарала вода студена, од таја чешма шарена. Побарала вода студена, од таја чешма шарена. Ајде.